издание на вестите на програмата на КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа редовната 28 седница. Деталите во продолжение ги пренесува колешката Мирјана Мукаетова. По повеќе од час доснење заради комисиските расправи, денеска Советот на општина Кавадарци ја одржа 28-та редовна седница на која советниците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за Кавадарци реагира за ненавременото доставување на материјалите и записникот од претходната седница. Во продолжение без расправа со 11 гласа за и 6 против беше усвоена предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2015 година. Во врска со одлуката за одредување на приоритетни проекти за користење на средства од Европската Унија ИПА, грантот за рурален развој, беа одредени 3 приоритетни проекти, и тоа проект за асфалтирање и поплочување на улици и тротоари во селата Марена, Дреново, Ваташа, Сопот и Глишич, потоа проектот реконструкција и интервенции на локалните патишта во селата Раец, Дреново, Ресава, Возарци и Рожден и проектот за замена на 400 улични светилки со штедливи флуоресцентни светилки во селата Ваташа, Шивец, Возарци, Дреново, Сопот, Марена, Ресава, Бегниште, Дабниште, Бохула, Чемерско, Крњево, Долно Бошава, Горно Бошава, Конопиште, Рожден, Мрежичко, Мајден, Фариш, Страгово, Гарниково и Бојанчиште. За овие приоритетни проекти од Европската Унија ИПА програмата ќе се обезбедат 260.000 евра. Советниците за приоритетни проекти не ги усвоија амандманите од советникот Горан Белевски за изградба на патот во должина од 850 метри, кој ги поврзува селата Горно и Долно Бошава и патот од населбата Голеш до селото Шешково. По продолжение на седницата, советниците без расправа едногласно ја усвоија одлуката за ослободување од плаќање надомес за уредување на градежно земјиште, што беше една од дополнетите точки на дневниот ред, како и предлог програмата за работа на јавната општинска установа Дом на култура за 2015 година, која еднаш беше одложена на оваа седница, повторно беше одложена заради исполнети услови за законските рокови. Денеска советниците ја усвоија одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за концесија за давање на услуги на паркирање на општина Кавадарци. Постапката за доделување на договор за концесија се спроведува преку отворен повик, согласно Законот за јавни набавки, а критериум за избор на најповолна понуда е концесискиот надомест од 100 бода. Оправданоста од доделување на договор за концесија произлегува од потребата за одржување на користењето на јавниот простор и потребата од воспоставување на организиран режим на паркирање преку користење на затворените паркинзи и јавните површини, зонско паркирање, со оглед дека општина Кавадарци не располага со буџетски фискален капацитет кој може да обезбеди ефикасен начин на одржување и користење на јавниот простор за паркирање. УСАИД ќе ги ревитализира руралните заедници во Вардарскиот регион со помош на Лидер пристапот. Проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси, кофинансиран од владата на Швајцарија со Центарот за развој на Вардарски плански регион, свечено го одбележа почетокот на иницијативата за имплементација на ЛЕАДЕР, пристапот за локален економски развој во Вардарски регион. ЛЕАДЕР пристапот е форма на јавно-приватно партнерство базиран на оформување на локални акциони групи, здруженија кои се состојат од представници на јавниот, граѓански и приватниот сектор. Ова нова иницијатива ќе работи на формирањето на 2 локални акциони групи во Вардарскиот регион кои ќе ги обединат трите сектори околу заеднички проблеми поврзани со локалниот економски развој и ќе им овозможат да развијат проекти за нивно решавање. Со создавање на канал преку кој сите различни чинители ќе можат да се соберат на едно место и да се споделат идеи, ЛЕАДЕР пристапот гарантира дека проектите кои се скроени за бенефит на мнозинството на граѓаните во регионот ќе бидат развиени и спроведени, рече Джеймс Стаин, директор на УСАИД во Македонија. Овој пристап става голема важност на вклучувањето на традиционално помалку застапените групи во процесот на економски развој, како жените и младите, додаде тој. ЛЕАДЕР
Пристапот е иницијатива на Европската Унија за поддршка на проекти за рурален развој кои се иницирани на локално ниво со цел ревитализација на руралните области и создавање на работни места. Проектот на USAID за експанзија на мали бизниси во 2013 и 2014 го воведе Леадер, пристапот во Пелагонија и во североисточниот регион и успешно формираше 3 локални акциони групи. Што вели за овој проект градоначалникот на Кавадарци Александар Панов? Овој проект има многу пипци, односно многу гранки кои што имаат за последица помош не само на локалната самоуправа, туку и помош на индивидуалните земјоделци. Мене посебно ме интересираше оној дел за донирање на систем капка по капка. Не дека тоа не го работиме и преку фондовите на владата, преку рурален развој, не знам која е бројката и на трактори кои што се по овој систем дадени. Меѓутоа, малку има сега по завршувањето на средбата дискусија околу тоа дека се работи само за сточна храна. Знаете, Кавадарци и Теквешијата нема многу стока. Системот капка по капка тие го даваат за производство на сточна храна и за увидување на приносите кога земјата и растенијата се третираат со ваков систем. Јас ги замолив да разгледат можноста тоа да се добива и за лозарството, кој што не им е сега приоритет. Меѓутоа, имаше една друга компонента, тоа се шумските плодови. Знаете дека сега во Чашка че има еден таков тренинг, па дури и сертифицирање на одредени шумски плодови, кои што не се ништо помалку, дури напротив, многу повеќе и во нашите горни села и во Подкожевието. И мислам дека во овој дел Кавадарци може да се најде токму тука, во делот на помошта околу едукација, флаери, па и сертифицирање на ваквите шумски плодови. И со тоа да на некои, не на сите, значи на неколку луѓе од Кавадарци им се отворат и знаењата и им се отворат одредени пазари за понатомошен развој. Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов денеска оствари работна средба со председателот на Сдруженијето на пензионери Кавадарци. Се разговараше за позначајни теми поврзани со пензионерите. Можна локација за дом за згрижување на стари лица, взаемно информирање до каде е проектот за одморалиштето за пензионери во село Чемерско беа дел од темите на кои разговара на денешната работна средба градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов и делегација од председателството на Сдруженијето на пензионери, предводена од председателот на Сдруженијето Ристо Ангјушев. На средбата беше нагласено дека веќе е познат инвеститорот кој ќе го гради домот за згрижување на стари лица во Кавадарци. Исто така се нагласи за интересираноста на инвеститорот од Турција со потекло од Тиквешијата, покрај за изградба на дом за згрижување на стари лица и за одредување на можна локација за изградба на фарма за бројлерско производство. Градоначалникот Панов рече дека со сите овие активности е запознат од самиот почеток и активно учествувал во реализацијата на проектот за изградба на дом за згрижување на стари лица и одморалиштето во Чемерско. Околу изградбата на фарма општина Кавадарци е докажана средина за странски инвестиции и оваа инвестиција исто така добре дојдена. Ќе се обезбедат сите предуслови и поволности што ги даваат државата и општината за да се реализира оваа инвестиција за производство на храна, рече Панов. Во Кавадарци од денеска започна постапка за дератизација како превенција од заразната туларемија. Започна спроведувањето на постапката за дератизација во град Кавадарци. Денеска согласно програмата започна поставувањето на мамки во шахтите на градската канализациона мрежа. Фирмата Лиса Комерц, која го доби тендерот за оваа работа во наредните денови, ќе постави специјални мамки во сите шахти од фекалната и атмосферската канализација, со кој ќе започне годинешното уништување на глодарите во канализацијата, информираат од службата за односи со јавноста при локална самоуправа. Спроведувањето на акцијата на терен ја наблюдуваа и стручни служби од општината со надлежниот комунален инспектор. Постапката на дератизација е редовен процес во овој период од годината, а овој пат има дополнителна важност, чија е цел уништување на поголем број штетни глодари, кои се причинители и преносители на опасното заразно заболување туларемија. Се спроведува дератизација во селото Каратманово. Целта на оваа акција е спречување на заразната болест туларемија. Деталите се на колегата Зоран Јаневски.
Здравствените власти реализираат голема акција за спречување на болеста туларемија во Каратманово. Центарот за јавно здравје, Дирекцијата за храна и ветеринарство и Државниот санитарен и здравствен инспекторат спроведуваат дератизација и дезинсекција во селото. Здравствените тимови ги посетија домовите во кои има болни од туларемија. Се прскаше во домовите и шталите, а се поставија и мамци за глодари. Претпладнево Каратманово го посети и министерот за здравство Никола Тодоров. Тој вели дека превземени се мерки за заштита на водата за пиење. Беше извршена дератизација, хлорирање на водата, забрана за користење на водата. Обезбедено е цистерни кои што ќе доаѓаат и ќе ги снабдуваат луѓето со вода. Ова го правиме превентивно со водата. Знаеме дека причината за епидемијата не е во изворот, но го правиме превентивно да не дозволиме причината за епидемијата да стане изворот. Затоа што тогаш нема да имаме вакви бројки како сега 2, 3, 4 заболени, него ќе имаме 30, 40, 50 и поголеми бројки на заболени. Од Центарот за јавно здравје велат дека нивните тимови ги спровеле сите мерки за заштита. Сепак апелираат жителите да го подигнат нивото на хигиена. Им поделија препораки како да се однесуваат во домот и што да избегнуваат кога се во полето. Според директорката Флорентина Ристовска-Шурбевска, луѓето треба да избегнуваат директен контакт со фекалии од глупци. Ако акутно се уште поминале стаорци, оставиле своји фекалии и мокрача, па ако се исуши и се направи прашина, во рок од неколку часа е инфективно. После тоа бактеријата угинува. Нема способност, нема капсула, нема способност да остане во нежива средина подолго време, жива и способна да направи било каква болест. Едноставно треба што е можно помасовна хигиена. Од локалната самоуправа во Лозово велат дека за да се спречи ширење на болеста, жителите мора да внимаваат на личната хигиена. Сметаат дека туларемијата се појавила во периодот кога се калапел тутунот. Ова година знаеме од климатските услови дека тутунот беше со голема влага и со многу буѓа и со самото чистење и самите експерти по здравство кажуваат, значи треба хигиена, значи луѓето кога го пеглаат тутунот остануваат, сигурно имало некој од речи оставорците нешто со некоја бактерија и тука е пренесување, значи нема место за паника. Ова е строго од треба само хигиена да се измиваат самите раце. Инаку, како една од можностите за спречување на болеста, здравствените власти ја предлагаат и вакцината против туларемија. Сепак ова е засега само идеја, вели министерот Тодоров. Таа вакцина не е во редовен календар, не е на листата на Светска здравствена организација. Треба да правиме проверки сега дали може да се користи во вакви вонредни состојби кои ја има оваа вакцина, од каде може да се набави. Во секој случај тоа не е било вакцина на сите граѓани, него би било локализирано на подрачјата каде што има вакви заболени. Но во секој случај не можам ова да го потврдам се уште, затоа што стручните лица, докторите треба да направат дополнителни анализи за вакцинацијата и потребата од вакцинација и обезбедувањето на вакцина. Според податоците на здравствените работници, во општина Лозово моментално има 13 заболени со туларемија, дури 8 се од Каратманово. Пролетта во Македонија и на северната хемисфера почнува денеска во 23 часот и 45 минути. Во исто време на јужната полутопка на земјата ќе настапи есента. Првиот пролетен ден во Македонија ќе трае 12 часа и 5 минути. Сонцето изгреа во 5 часот и 39 минути, а ќе зајде во 17 часот и 44 минути. Синоптичарите за денеска најавуваат сончево време со умерена облачност и умерен северен ветер. Попладне во североисточните делови ќе има услови за краткотрајни врнежи од дожд и снег. Температурата ќе се движи од 3 до 9 степени. Пролетта ќе трае до 21 јуни, кога календарски започнува летото. Летното сметање на времето пак ќе почне ноќта меѓу 28 и 29 март, кога часовниците ќе треба да се поместат 1 час нанапред. Најмладите од детската градинка Рада Поцева Кавадарци денеска и кажаа добре дојде на пролетта и својствено го одбележаа денот на екологијата.
Со дефиле низ градскиот плоштад со песна, со стихотворби и маски на себе најмладите од детската градинка Рада Поцева Кавадарци денеска и кажаа добре дојде на пролетта и го одбележаа денот на екологијата. Најразлични пеперутки, бубамари, цветови во сите бои, пчелки, мравки се радуваа на 21 март. Ова е настан кој градинката го одбележува традиционално, но и во рамки со еко-програмата на која работи интензивно со цел од најмала возраст да се подигне свеста и одговорноста за чиста и здрава животна средина. Децата не да се радосни, туку се пресречни. Оваа работна недела, последниот ден, и го посветивме на пролетта. И затоа дечињата од сите возрастни групи од 5 до 6 години од сите 4 објекти во нашата установа излегоа облечени во соодветни маски кои ја символизираат пролета, да и кажеме на пролета дека многу ја сакаме и дека нестрпливо ја очекуваме. Пролета ја поврзавме заедно со екологијата, како што правиме секоја година. Можете и самите да видите дека маските што ги носат децата се изработени од материјали кои можеме да ги рециклираме. Затоа ја користам можноста да им се заблагодарам на родителите за нивната креативност и за добрата соработка со нив. Екологијата продолжуваме да ја работиме и понатаму. И следната недела продолжуваме со активности од екологијата, затоа што таа е еден битен дел во воспитувањето на нашите деца. Тргнуваме од паролата "Чувај ја природата, таа живот ни дава". И чекориме по патот на природата, на здравието и се обидуваме да ги навикнеме децата да ја сакаат природата, да се грижат и да ја чуваат. Че имаме активности за чистење на нашите дворови, че ги собериме за останатите жолти листови од есента кои останале, че ги посадиме цвеќињата кои дечињата ќе ги донесат во градинката, че посадиме овошно дрво во нашата овошна градина, че имаме активности поврзани со водата, почвата и воздухот, дали се чисти, загадени, како треба и што треба да направиме за да ги одржуваме и да имаме чиста и здрава природа. Сето ова го правиме во склопот на проектот што го работиме за екологијата, исто тука ни се вклучени здрава храна. Сите наши проекти се испреплетуваат еден со друг и се надеваме дека допринесуваме во понатамошниот развој на децата и исто така и да си ја направиме нашата околина чиста, убава и здрава. Од градскиот плоштад дечињата од 4 работни објекти на детската градинка Рада Поцева се упатија кон паркчето наспроти полицијата. Таму за момент му се израдуваа на сонцето и повикаа конечно да пристигне пролетта и сончевите зраци. Ја сакаме пролетта, вела дечињата, таа ни дозволува надвор да ги играеме нашите омилени игри. Пред враќање во градинка, дечињата се почестија со благо, но со фрлање на хартијата во кантите за отпадоци, уште еднаш порача: чувајте ја животната средина. Доаѓањето на пролетта и денот на екологијата достојно одбележани во Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци. Со садење на цвеќе во дворот на училиштето, исцртани цветови во најразлични бои низ зидовите во училиштето, разубавување низ холот, поставување на најразлични пролетни реквизити, паноа со еко надписи и изложба на апликации изработени од еко, односно тетраматеријали, денеска денот на екологијата и доаѓањето на пролетта беше одбележано и во Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци. Креативноста на учениците е подигната на високо ниво, а желбата за создавање и мотивите инспирирани од современиот начин на образование кој секојдневно се практикува во училиштето. Сите сме еден тим кој работи за успеси, смета директорката на училиштето Весна Крстева. По пресрет на пролета и по повод денот на екологијата 22 март, денес во нашето училиште Гоце Делчев на пригоден начин се одржаа неколку значени активности. Сите овие активности беа реализирани од вредните раци на учениците, наставниците и во заедничка соработка со родителите. Зашто поконкретно станува збор може да видите од самите прилози. Значи акцентот е ставен околу уредување и украсување на училниците, уредување и украсување на холот во училиштето, чистење на училишниот двор, посадување на цвеќиња. Исто така може да се сите овие активности се реализирани под мотото на проектот Заедничка грижа и правилно сочувување на учениците. Во самиот хол на училиштето може да се погледаат и неколку модули, од кои што денес се одбира најдобриот модел
каде што учениците преку пакетчиња од еко амбалаж изработуваа различни апликации, значи имаме избор на најдобар модел. Исто така, еден од учениците ќе прочита и реферат посветен на денот на екологијата. Како директор на училиштето сакам да упатам една порака или апел до сите ученици да ја чуваат и да ја негуваат природата, бидејќи таа представува наше најголемо богатство, да се грижат за училишната средина, да биде што почиста, бидејќи чистата средина значи и здрав живот. Благодарам. Успешната реализација на денешната акција е подкрепена со несебичната помош од родителите и помошта од садници подарена од Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци во знак на одличната соработка со ова основно училиште. Во садници и пролетни екоукраси беше и помошта од родителите кои исто така беа расположени за стручна едукација родител-наставник во насока на правилно засадување и екокултура. Во текот на денешниот ден стручно формираната комисија ќе одлучи и која од изложените екоизработени апликации како најдобра ќе биде испратена на државниот надпревар, а дека пролетта несомнено ќе завладее во општинското основно училиште Гоце Делчев, потврди цветниот декор низ зидовите, кој од училиштето велат е само почеток на еден светол период. Средното општинско училиште Кирил и Методи Неготино со својата хемиско-технолошка струка ќе воведе 2 нови образовни профили. Деталите ги има Маја Лексовска. Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Неготино во својата хемиско-технолошка струка ќе воведе 2 нови образовни профили, и тоа образовен профил пекар со 4 годишно траење и образовен профил техничар-енолог со 4 годишно траење. Оваа одлука на својата последна седница ја донесе Советот на општина Неготино на претходно барање на активите од хемиско-технолошката и прехранбената струка во Неготинското средно училиште за промена на образовниот профил со 3 годишно траење и додавање на образовен профил со 4 годишно траење. Тие побараа промена на образовниот профил со 3 годишно траење од преработувач на жито, брашно и шеќер во образовен профил пекар. Активот на хемиско-технолошката струка од училиштето вели дека ова барање е како резултат на нивните сознанија, дека овој профил би бил посоодветен во училиштето, како и повеќе конкурентен во однос на другите профили со 3 годишно траење. Нивните очекувања се овој профил да се промени за учебната 2015-2016 година, односно во јунскиот испитен рок да излезат со упис на овој образовен профил, наместо профилот преработувач на жито, брашно и шеќер. Покрај овој профил училиштето ќе воведе и нов профил во хемиско-технолошката струка, а тоа е техничар-енолог. Врз основа на истражувањата направени од надлежните, тие утврдиле дека винарските визби кои се присутни во Тиквешкиот регион се заинтересирани за излез на вакви подготвени кадри за понатамошно школување или вработување во овие визби, за кои уште минатата година е предложен наставен план за техничар-енолог. Советот на последната седница донесе и одлука со која осветлувањето во училишниот двор на Средното општинско училиште ќе се вклучи во осветлувањето на град Неготино, така што потрошената електрична енергија ќе биде натовар на буџетот на општина Неготино. Оваа одлука Советот ја донесе врз основа на доставеното барање од страна на Советот на родители на училиштето, кои донесоа заклучок дека безбедноста на учениците, работените во Средното општинско училиште е загрозена поради немање на доволно осветлување на училишниот двор, бидејќи училиштето поради своите лимитирани финансиски средства не може да обезбеди целосно осветлување на училишниот двор во ноќните часови, затоа бараат надворешното осветлување да се вкупи во градското осветлување на град Неготино. Трето оделенците од Општинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Ваташа денеска беа во посета на Општина Кавадарци, локална самоуправа, информира Ангел Данов. Учениците од третите оделенија при Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот од Ваташа во рамките на наставата по предметот Општество ја посетија Општина Кавадарци. Совладувањето на методската единица локална самоуправа го спроведува надвор од училниците со доаѓање во зградата на општината, каде беа примени од секретарот Кире Делов, информираа од службата за односи со јавноста при Општина Кавадарци. Во салата за состаноци на Советот на општината, Делов ги запозна учениците со поставеноста и начинот на
функционирање и надлежностите на општина локална самоуправа Кавадарци, појаснувајќи им за работењето на градоначалникот, советот и општинската администрација. Во рамките на посетата децата имаа можност да постават прашања поврзани со сегашната работа на општината, како и за тоа кој бил првиот градоначалник, што треба за да се биде прв човек на општината. Во склоп на посетата учениците имаа можност да бидат и во работниот кабинет на градоначалникот, стои на крајот во информацијата од службата за односи со јавноста при локална самоуправа Кавадарци. Со награди за најдобрите денеска завршија активностите во рамки на неделата на крводарителството во Општинското основно училиште Пере Тошев Росоман. Денес во Општинското основно училиште Пере Тошев Росоман се одржа приредба со која се заокружи активностите што во изминатата недела се случуваа во училиштето, а имаа за цел поврзување на крводарителството и хуманите вредности со проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Неделата на крводарителство беше исполнета со повеќе активности кои ги разработуваа различностите, хуманоста и желбата да се спаси човечки живот, ослободена од какви предрасуди. Во училиштето на тема Капка крв значи живот и е еднаква за сите беше распишан ликовен и литературен конкурс на кој учениците од сите оделенија одговорија со квалитетни и креативни изработки. Во рамките на секој оделение на повеќе начини беше обработена темата, придружена со дискусии кои имаат за цел елиминирање на предрасудите и прифаќање на начелата на мултиетничноста и мултикултурата, гледано преку призмата на хуманоста која се манифестира со крводарителството. Учениците изработија и порачаа пораки за крводарителството на македонски и јазиците на националностите, како и на јазиците кои ги изучуваат во рамки на наставата. На завршната манифестација по повод славењето на крводарителството и мултикултурата, наградените ученици на лековниот и литературниот конкурс добија пофалници и пригодни награди, а учениците под менторство на своите наставници по македонски јазик изведоа кратка драматизација, рецитал и поетско читање. Третото место за најдобра литературна творба го освои Мартина Велјковиќ, Стефанија Лазова и Наталија Крстева го поделија второто, а првото место за најдобра литературна творба го поделија Живко Јошевски и Даница Миленовиќ. Првото место од предметната настава за најдобра поетска творба го освои Ивона Златкова. Прво место за најдобра прозна творба Христина Танчева, прво место оделенска настава за најдобра поетска творба за Јагода Димова, прво место за најдобра прозна творба за Рената Јанева. На ликовен конкурс Трајанка Стефанова го освои третото место, Сања Печевска второто, а прва беше Мартина Велјковиќ. Признанијата и наградите им ги врачи директорката на училиштето. По повод Светскиот ден на театарот, во вестите во целост ја пренесуваме пораката на председателката на Меѓународната асоциација на театар за деца Ивет Харди. Театарската младина на Македонија денеска 20 мај го одбележува Светскиот ден на театарот за деца и млади. Денеска воедно се празнува и 50 годишнината од работата на АСИТЕј, Меѓународната организација на театар за деца и млади. И телевизија КТВ се придружува во одбележувањето на овој јубилеј, пренесувајќи ја во целост пораката на председателката на АСИТЕј Ивет Харди. Од најраните години се сеќавам како моите родители ми зборуваа за театарот. Јас гледав се, од детски представи и мюзикли до балет, опера, пантомими и сериозни драми. На една представа особено силно се сеќавам. Родителите ме однесоа на интерактивна театарска представа во која публиката и глумците тргнаа вистински и метафизички на заедничко патување. Представата се случуваше на една фарма во една прекрасна долина. Се уште се сеќавам на возбудата што ја чувствувам и која одва и ја смирував. Бе во целост дело дејството, како на вистина да доживуваме разни опасности кои се појавуваа додека не носеше приказната во која сите имавме важна улога.
се внесо во приказната и длабоко се поистоветив со неа. Тогаш на возраст од 6 години јасно разбрав дека театарот значи темелна преобразба и создава длабока врска меѓу луѓето во заедницата, која заеднички го создава значењето на представата. Од тогаш имав среќа да живеам во многу театарски представи во разни делови на светот. Некои брзо ги заборавам, а некои на мене оставаат длабок печаток. А во сите го очекувам тој длабок момент на алхемија, во кој стварноста се преобразува, а гледачите како група истовремено се отвораат кон искуството на представата и чувствуваат моќ да создадат значење на она што го гледаат заедно со другите луѓе во групата. Секое дете ја нема таа среќа. Ова година АСТ ја слави својата 50 годишнина. По полувековното постоење многу постигнавме, достигнавме нови континенти и земји, премостивме јазични, социјални, економски, верски, политички и лични разлики, со цел вашите деца на многу повеќе места да ја имаат таа среќа. Пред нас има уште многу работа. Во последните 50 години многу работи се поправија за децата ширум светот, но сепак се уште постојат бројни проблеми. Како уметници што ја ценат трансформативната моќ на уметноста, благодарејќи на работата на АСТ, можеме нешто да промениме и да осигураме дека што повеќе деца ќе ги доживуваат тие моменти на силно поистоветување и поврзаност која никогаш нема да ја заборават. Придружете ни се во прославата на оваа многу посебна 50 годишнина и на кампањата Поведете денес едно дете во театар, со цел сите ваши деца да имаат прилика да го почувствуваат силното будење по впечатливата средба со театарот, стои во пораката на председателката на АСТ Ивет Харди. Дваесет планинари на спортско-планинарскиот алпинистички ориентационен клуб Антигонеа од Неготино денеска заминаа на интернационален планинарски поход во Република Словенија. 20 планинари од спортско-планинарскиот алпинистички ориентационен клуб Антигонеа од Неготино од денеска па се до 23 март ќе бидат гости на планинарското друштво Црномелј од Република Словенија. Заедно со планинари од планинарски друштва Коњух, Тузла, Босна и Херцеговина и Ивањица од Ивањица, Република Србија, ќе учествуваат во големата интернационална акција наречена Јожефов поход, кој го организира домаќинот планинарското друштво Црномелј од Словенија. Овој поход ќе се реализира по претходно утврдена агенда, а е долг 15 на километри и е наменет за сите генерации. Покрај оваа интернационална акција, планинарското друштво Антигонеа од Неготино изминатиот период организираше февруарски поход, на кој 50 на планинари од планинарското друштво Антигонеа, заедно со гостите од Скопје, Валандово и Кавадарци, планинарија и се дружеа на планината Серта. Инаку членовите на планинарското друштво Антигонеа од Неготино скоро секој викенд се активни и дел од своето слободно време го користат за спортување, релаксација и дружење во планината и уживаат во богатствата која таа ги нуди, а секако за оваа цел планинарското друштво има план и програма по која што се води и работи. Планинарското друштво Антигонеа Неготино брои 70 членови со платена чланарина, а возраста на членовите е од 3 до 70 години. На сите планинари кои заминаа во Република Словенија им посакуваме успешен поход, незаборавно дружење и незаборавни моменти. На крајот вестите следува и временска прогноза. Времето утре ќе биде сончево, претежно тивко и топло со температура до 14 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.